На Македонија е потребен трет мобилен оператор што ќе ги намали цените за услугите на мрежните мобилни оператори. Граѓаните во очекување на нова понуда на пазарот, која ќе им овозможи поевтини цени за користењето на мобилните телефони. Па да, све што е поевтино е за сите добро. Високи се мобилните, да, па како не според нашиот стандард, а тоа е многу неопходно. Од најмали нозе до најстари луѓе. Нека поевтинат. Додека се два оператори, а еден раководи со цените, во тој случај ќе имаме проблем, нели? Ако имаме конкуренција, би требало да бидат поевтини цените. Секако дека да, треба да поевтини. Мора да поевтинат, пака не може, не знам тоа кај ќе се тера со овие цени. Не само на мобилни оператори, секаде. Иселеник од Македонија кој живее во Швајцарија плаќа 19 евра за мобилен оператор. Според него, во Македонија е скапо користењето на мобилен телефон, бидејќи во Швајцарија, каде просечна плата е 4500 евра, услугата е плаќа за помалку од 20 евра. Ја плаќам 19 франци месечно, неограничено зборување, СМС, све 19 франци. Тука е платата 500 евра или 600 евра, а плаќате 15 или скоро 20 евра мобилни телефон, па не е само до мобилниот телефон, па дома треба интернет, телевизор, ова, она, значи 50 евра на една фамилија за еден стан му идат. Значи скапо е. Скапо е. Според беносоземјите од регионот, во моментов само Македонија и Албанија имаат по два оператори. Односно, во земјава имаме два мобилни оператори кои имаат сопствени мрежи, а услуги нудат уште 4 виртуелни. Грција, Бугарија, Србија, Црна Гора, Косово имаат по 3 или повеќе. Она што е позитивно е најавата дека кај нас сепак влегува конкуренција, која треба да донесе подобрување на услугите и конкурентност на цените. Веќе е известно дека унгарскиот мобилен оператор 4G планира да инвестира во Македонија. Владата веќе потпиша меморандум со оваа телекомуникацијска компанија. Она што допрва треба да се случи е распишување на тендер, што го најави премиерот Христијан Мицкоски, кој кажа дека нема намера да потпишува договори во 4 очи, туку очекува постапка која ќе привлече учество на поголем број заинтересирани компании. Дека на Македонија е потребен трет мобилен оператор уште поодамна предупреди министерот за транспорт Александар Николовски. Тој вели дека на македонскиот пазар постои дуопол и треба да се бараат мерки за да поевтинат услугите на граѓаните, но и на бизнисите. Министерот како причина за воведувањето на трет оператор ги наведе цените на мобилната, кабелската телевизија и интернет услугите, кои во земјава се повисоки од најголем дел од европските држави.